Ние вака до помирување нема да дојдеме никогаш. На секој 3 месеци по еден пратеник и симнување на имунитет, далеку сме од европски вредности и далеку сме од помирување. Во ситуација кога не очекуваат реформски процеси, во закони, во кои што активно учествувавме со наши амандмани, со наши работни групи, кои што се согласени, ќе не доведете во ситуација да одиме по работ и да донесеме одлука која што нема да оди во насока во која што сите сакаме да се движи Република Македонија. Затоа, ќе оставам уште некое време, можеби ќе треба да се пријавам повторно, ќе ве замолам сите добро да размислите, затоа што вака како што тргнало, далеку сме од европските вредности, далеку сме од помирување и далеку сме од нормализирање на меѓучовечките односи, прво овде кај нас, во овој законодавен дом, а потоа по вертикала да се симне и помеѓу граѓаните во Република Македонија. Ние постапуваме по барањето на судот. Тоа е наша должност. Досега, Собранието на Република Македонија ниту еднашка нема одлучено да задржи имунитет на пратеник и со тоа да ја попречи постапката на судовите. После тоа, рековте дека и други пратеници имаат судски процеси, учествуваат и редовно се явуваат. Цела почит и цело признание кон тие пратеници. Навистина тоа заслужува и почит и признание, но судот ни нема доставено барање за нив. Доколку достави, ќе постапуваме, ќе дебатираме и ќе одлучуваме. Како главен аргумент, рековте дека на покана на обвинителството Трајко Велјановски се јавил и дал исказ. Повторувам, целосно признание и целосна почит за господинот Велјановски што го направил тоа, но тоа само по себе од аспект на обезбедување на присуство во текот на постапката не значи ништо. И Никола Груевски редовно се јавуваше на постапките, се дека не престана да се јавува и него буди пешта и се смеја на сите, и на нас и на вас. И на крајот, рековте дека 25% од пратеничката група на ВМРО ДПМН им се симнали имунитетите. Може би следниот пат треба да размислите кого ставате на избирачките листи и што барате од вашите колеги откако ќе влезат во пратеничките клупи.